Добар ден, драги ученици. Денес ќе зборуваме повторно за наставна содржина која се изучува во седмите оделенија по предметот македонски јазик. Јас сум професор по македонски јазик и литература. Моето име е Ана Георгиева, доаѓам од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, Скопје. На предходните часови зборувавме за лирски песни, лирика и класификација на лирските песни според мотивот. Денеска малку подетално ќе се задржиме на родолюбивите лирски песни кои поинаку се нарекуваат и патриотски песни. Преку прашањата кои што ги гледате, само ќе повториме накратко за лириката, лирските песни, карактеристики на лирските песни и слично. Прво прашање, што представува лириката? Лириката представува еден од трите литературни рода покрај епиката и драмата. Од каде доаѓа зборот лирика? Зборот лирика доаѓа од грчкиот збор лира, што означува вид музички инструмент. Што ја сочинува лириката? Лириката ја сочинуваат лирските песни. И како се поделени или класифицирани лирските песни според мотивите што ги обработуваат? Тие се класифицираат на патриотски, кои поинаку се нарекуваат родолюбиви песни, љубовни песни, хумористични, пейзажни и социјални песни. Понатаму, да повториме, ако го поставиме поинаку прашањето што се опеува во лирските песни, одговорот е следен. Во нив се опеува љубовта и почита кон татковината, тоа е во родолюбивите или патриотски песни, потоа убавините на природата во пейзажните песни, невозвратена љубов или вечна љубов во љубовните песни, исмевање на некоја човечка особина, недостаток, како што е најчесто мрзеливоста кај луѓето, во хумористичните песни и социјалната неправда е опеана во социјалните лирски песни. Исто така рековме и од предходниот час дека во лирските песни може да дојде до преплетување на мотиви, односно во патриотски и пейзажни песни се појавува љубовен мотив, како например кога се споредува или изедначува доаѓањето на пролета, конкретно во пейзажните песни, со доаѓањето на некоја млада и убава девојка. Или пак љубовта кон татковината се изедначува со љубов кон некоја млада убава девојка и слично. Одиме понатаму. Како пример, тука ви пренесов песната на татковината од нашиот поет Миле Ангеловски. Оваа песна е од наставната содржина нели за седмо оделение. Во самата песна, преку строфите ќе видите дека сето тоа што претходно е кажано, значи можеме да го потврдиме преку овие строфи дека е нагласено лирското јас на поетот, односно неговиот субјективен став, конкретно кон татковината и нејзините убавини. Љубовта кон татковината, родолюбивото чувство е нагласено, исто така искористени се многу стилски фигури, најмногу епитети, бидејќи вие досега ги знаете само епитетите, нема да ви биде тешко нели да ги најдете и да ги откриете самите вие, додека ја читате песната, и како завршница да се извлечете порака, односно пораката да го содржи родолюбивото чувство кое е тука нагласено. Одиме понатаму. Посебно ќе се задржиме, односно ќе објасниме со што изобилуваат овие родолюбиви или патриотски песни. Лирските песни во кои се пее за љубовта кон татковината, кон својот народ, кон истакнати историски настани, значајни историски личности поврзани со борбата за слобода, се викаат родолюбиви или патриотски песни. Според создавачот, песните ги делиме на народни и уметнички, но најчесто ќе видите дека патриотските песни, лирски песни се напишани од автор и уметнички. Основен мотив во нив е љубовта и почита кон татковината, нејзините убавини, борците за слобода и пролеаната крв за новото слободно утро. Овие песни најчесто се напишани во строфи и стихови, тоа поинаку во поезијата се нарекува врзан стих,
но може да бидат и напишани со слободен стих, односно да немаат строфи. Најчесто уметничките песни или песните напишани од автор се во строфи и стихови. Кога ќе учите понатаму за форма на песните, односно композиција на песна, и кога веќе станува збор за формата на песна, прво што ни паѓа во очи да видиме како е напишана песната. Дали содржи строфи или стихови, или е напишана во слободен стих, кој понатаму ќе изучите дека тоа се нарекува астрофична песна. Понатаму, јазикот во овие песни, во овие патриотски песни, е секогаш јасен, сликовит и богат со епитети, но и други стилски фигури што допрва ќе ги изучувате, како например метафора, компарација, градација или редење на чувства по интензитет, хипербола или преувеличување. Хиперболата исто често се користи во патриотските песни за да се нагласи и за да се потенцира, односно рековме нагласи самото чувство, патриотско чувство и самата љубов и припадност кон родната земја. Затоа и ви ја одбрав песната Земја од нашиот познат поет револуционер Никола Јонков Вапцаров. Тука како пример извадени се строфи од песната во кои што од една страна е опишана убавината на родната земја преку планините, езерата, природните убавини и пейзажи, а од друга страна е нагласано родолюбивото чувство, односно чувството на борба за слобода на својата земја, како и на враќање на историското тешко минато, кога се пролеало многу крв за денес луѓето да живеат слободно. Ќе прочитаме песната за тоа да го воочиме подобро. Над мојата земја до небото пирин се дига, боровите в бура и линденски приказни пеат. Над Охрид модрината е толку пространа и сина, а подолу уште е светлиот брег на Еге. Ке си спомнам само и крвта вмиг ќе јурне во срцето кое се топи во некаква нежност. Моја родна земјо, земјо лична, поена со крв и лулана од бури. Самите гледате дека во песната главно преовладува чувството на чувството, испреплетени се чувствата, од една страна прикажана убавината на родната земја, а од друга страна љубовта и борбата за слобода со навраќање на историското минато на земјата. Инаку песната изобилува со многу стилски фигури, секако епитети, еве сега ќе прочитаме некои од нив, например, мојата земја и линденски приказни, светлиот брег, понатаму моја родна земја, нели се обраќаме, поетот се обраќа на родната земја и други. Гледате дека посебно во стиховите до небото Пирин се дига, значи тука е истакната планината Пирин од едната страна, нели? Од друга страна вели боровите в бура и линденски празник пеат. Значи се навраќа поетот на тешкото минато на македонскиот народ, значи преку спомените за Илинденското востание. Потоа продолжува со убавините на Охрид, модрината е толку пространа и сина, и подолу светлиот брег на Егеј, значи повторно зборува за пространоста на нашата татковина, односно сите нејзини природни убавини со кои таа изобилува. За потоа повторно да рече и в крвта вмиг ќе јурне, кога ќе се сетам на убавините на топлината и на нежноста на родниот крај, односно со тоа сака да ни го нагласи чувството на припадност, односно секој си ја сака и си ја почитува својата родна земја. За на крај повторно тоа да го нагласи, да видиме дека патриотското чувство доминира,
кога вели моја родна земјо, земјо лична, поена со крв, значи поена со крв, се навраќа на крвавото минато, нели, за тешко извојуваната слобода. Покрај епитети има и други стилски фигури, хипербола, персонификација, за нив ќе изучувате во повисоките оделенија, например, персонификација имате кога вели боровите в бура и линденски приказни пеат, боровите пеат и така натаму. Ке продолжиме. Значи, вие самите од оваа песна за полесно, нели, да ја восприемете содржината, да ги извадите епитетите, стилските фигури и да ги подвлечете стиховите во кои што е опеана, во кои што се нагласува убавината на татковината, во кои строфи повеќе преовладува убавината на татковината, а во кои стихови повеќе преовладува љубовта и припадноста кон својата земја, односно патриотското чувство каде е посилно нагласено. Значи, на тоа ќе обрнете внимание. Толку е денешната лекција, значи се што беше карактеристично за родолюбивите и патриотските песни, ние го објаснивме, го кажавме и се надевам дека вие тоа лесно и со интерес ќе го запомните и научите. Сега следуваат задачата за домашна, неколку прашања имате, преку кои повторно ќе ја обобштиме денешната наставна содржина. Одговорете на следните прашања. Под 1. Посочи го мотивот во строфите што следат. Под 2. Подвлечи го лирското јас ако го има во строфите. И под 3. Запиши ги поотделно стилските изразни средства и епитети од двете строфи кои што ви се дадени за пример под А и Б. Ви благодарам, драги ученици, на вниманието. Се гледаме во следна прилика. Пријатно!